Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Ден по одложувањето за гласањето за извештајот за Македонија во Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент. Софија гласна, Скопје воздржано и од власта и од опозицијата. Ја добили Македонија првата битка или пак ја изгуби и дали гласањето на 24 јуни може да биде, доколку Македонија добие за, биде само еден бустер за Христијан Мицковски, неговата влада, за постизборно отворање на уставот и внесување на бугарите во него, колку може да трае битката на европско тло, а колку на билатералните меѓусебни контакти, кои што засега ги нема, иако има понуди и најави дека би можеле да се случат. Колку најавата на лидерот на СДСМ Венко Филипче дека ја заложува и својата политичка кариера само за да се направат уставните измени и она последно барање од многуте за лидерска средба е вовед во широка влада или пак задкулисно се договара реализација на планот помеѓу Христијан Мицковски и Зоран Заев. Што може да се очекува од најавата на Марта Кос дека е подготвена да биде посредник во преговорите помеѓу Скопје и Софија, меѓутоа и од онаа последна изјава денеска што стигна од Бугарија од министерот за надворешни работи дека Македонија треба да ги исполни обврските што ги превземала и дека ќе нема дополнителни барања, нешто што е сосема различно од истиот тој човек што го кажа пред само 3 недели. Колку прегрупирањата во албанскиот кампус и предстојните локални избори може да бидат и тригер за Европската унија, меѓутоа и за предвремени парламентарни избори. Малку подолга најава, меѓутоа ова е она што е клучно на политичката сцена овие денови, особено поној голем оптимизам на премиерот Христијан Мицковски пред вчерашното одлагање на гласањето на АФЕТ во Европскиот парламент. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва ќе бараме одговори и ќе анализираме што може да не очекува во малку поблиска, но и малку подалечна иднина. Мој вечерашни гости, Джелал Незири, политички аналитичар, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Столен Аумов, колега новинар, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Александар Ристевски, политички аналитичар, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Ви благодарам на сите што ја прифативте поканата. Малку беше, како што кажав, подолга најавата, меѓутоа тоа што нам на дворешен план ни се случува во земјава, а јас очекувам рефлексии што може да се случат и последици на внатрешен план. Ајде прво со Дајсон и Ристевски, вчера Македонија доживеа победа или пораз на АФЕТ во Европскиот парламент, кога известувачот за Македонија побара одлагање, а ИПП ја повлече поддршката. Па прашање кој не може да се одговори со да или не, или со победа или пораз, прво и основно затоа што самиот извештај кој известуваше за Македонија го направи е најблиску до вистината и можеби најреална состојба со тоа што не дава толку можност да притисоците грчки, бугарски нели направат некактивно влијание врз нас, користење на Македонија, македонци се останато. Но, од друга страна, начинот на кој се случи одложувањето... Не доживеавме гласање, но тоа само го покажа ниското ниво што се случува таму, сите навреди понижување што тој ги доживеал таму, само доволно зборува дека одлуката од наша страна македонска да се стопираат или блокираат, условно речено, тие уставни промени само докажува какви ќе бидат политиките и однесувањето на самата бугарска влада и се вкупната нивна политичка сцена кон нас. Неумов се изнаслушавме се и се што вчера на таа седница, се изнаслушавме се и се што и од оние дипломатски извори и додека траеше подготовката на тој извештај и од Софија и од Скопје и од тоа што го кажуваше во официјалните изјави премиерот Мицковски дека се инсистира од една страна на оној амандман за македонски јазик и повековен македонски идентитет, од друга страна онаа формулација според него за сегашен или новостекнат идентитет и јазик и така натаму. Пораз или победа доживеа вчера македонската дипломатија и Македонија? Ние поразот го доживуваме изминатите 30 години само тоа што достигна со тие евроинтеграции. Да направам паралел со името, да ве потсетам, можеше многу порано и подобро да се договориме, да направиме
чекавме, чекањето и времето не работеше за нас. Многу јасно се покаже тоа, а тие изјави користеа цело време, и Црвенковски, и Груевски, никој не ги сваќаше сериозно, не покажа храброст сериозно да пристапи кон тие преговори, повеќе ги сваќаше како разговори, повеќе турка под тепих колку што се соочуваа со проблемите. За домашна употреба најчесто, Се да злоупотребување. плашам, загрижен сум да не заврши оваа приказка така да почекаме толку години. Чекањето за мене е пораз. Секој чекор напред е нов предизвик и нов начин и нова можност да се решат проблемите. Ова сега со Европарламентот, знаете која е силата, која е моќта на Европарламентот, повеќе се станува збор за некоја символика. Мене им пречи тоа што некој треба да ми напише дали јас сум македонец, дали имам вековен идентитет или немам, не треба мене никој да ми каже дали јас сум добар, дали сум лош. Напротив, моја девиза е плаши се од тие што те тапкаат по рамето и што ти викаат тере што си добар, од тие највеќе треба да се плашиш. Затоа што тие нешто сакаат од тебе да искористат, да те употребат, така натаму. Јас повеќе сакам да ме критикуваат отколку да ме фалат. Секој си го чита ова како што сака. Јас разбирам дека треба нешто да се случи за да може да се придвижи тој процес. Тој процес нема да се придвижи пред локалните избори, во никој случај. И тоа еве, може и подобро да молчиме, што ти кажам, да се кутиме да си врват работите. Еве, јас лично кажувам, еве се заложувам тука пред јавноста. Јавно ќе кажам дека се најголеми патриоти, дека нивната големина е за денешните 30 и колку години независност, една од највредните политички достигнувања во македонската политичка историја, која што може да се споредува и со Крушевска република, и со референдум, и со се живо. Сето тоа јавно ќе го кажам, само нека го откажат процесот. Ги охрабрувам, нека и ова сега, овој потек, ќе кажам дека е победа, ќе кажам се дека е победа, дека се е најдобро, затоа што сваќам, сите тоа го сваќате, за жал, изминатите години, македонските политичари речиси ич не водеа сметка за пошироките интереси, државни, граѓански, национални и така натаму, речиси исклучиво, поготово кога стануваше збор за вакви деликатни, комплицирани, чувствителни прашања, секојаш пред се и над се водеа сметка за своите ретници. Еве, ако е тоа битно, ќе ги пофалиме, ќе кажеме супер сте, а инаку има таква една паралела и со Георгиевски, како што зборува Филипчија заложува својата политичка кариера само да се реши тоа со уставот. И има една приказка која што е точна според мене, според повеќе кажување проверени извори. Тој Љупчо Георгиевски го има зборувано. Тој кој бил на власт 2001-та, имаше еден предлог тогаш, мислам дека Семитис беше премиер, Коста Семитис, тако добро се сеќавам. И тој им велел на опозицијата, знаете, кај нас сите имаат проблем со решавање на комплицирани прашања. Кога СДСМ е во опозиција, бара во изминатите 30 години, бараше да се реши прашањето, кога е на власт, обратно. Така да таа Добро, кај нас тоа така за се случува, не е само за прашањето. И тогаш Георгиевски рекол, јас после ова си одам, немам намера да си терам, ќе се повлечам и од ВМРО, па ќе се повлечам од политиката, ќе се повлечам од партијата и од политичкиот живот. Ја жртвувам својата политичка кариера, дајте само да го решиме и да го прифатиме овој предлог што го нуди Симитис. Тогаш, според неговото кажување, СДСМ не биле расположени да го поддржат, затоа што очекувале да дојдат на власт. Знаете, тоа е тоа. Ама, ние, кај нас тоа така функционира за секоја област. Ива, ние имаме сега последен, мала дигресија, се извинувам, сега ние имаме последен пример за државниот јавен обвинител. До вчера тие што го плука и напаѓа за сега за нив е професионален, тие што го избра и што велја дека го притискаат за нив сега не чини. Така е. Ете, јас се плашам нешто друго. Сега последните, затоа велам ги охрабрувам, еве ќе ги фалиме, ќе кажуваме супер, само да го откочат да почнеме преговори, затоа што Албанија веќе оди многу брзо, Црна Гора уште побрзо. И се они се спијат на увото,
Што е да се случи, ние топтан во пакет ке не внесат. дека не е Јас така? мислам дека нема да биде така. Јас сум Се крстеа во Украина, дури имаш изјави, не ни требаше Преспанскиот договор, заради војната во Украина, заради геополитички причини, Македонија сега на клоци ќе ја внесеа во НАТО. Излегува дека не е така. Еве, Украина на брза трака ќе ја стават, Балканот од позади оде, кочи. Европа си има своји политики. Тие се морални, неморални, како сакате наречете ги, ама мене многу ми пречи продолжувањето на тој не впечаток, тоа беше процес долго време, кога стануваше збор за преговорите за името, Калимеро, нема правда, значи тоа е демек ние, нема правда, во политиката поготово ишпа нема правда. Добре, тука имам да реплицирам, ама сакам да изире. Значи, најпрво победа или пораз тоа што се случи вчера во НАФЕТ, односно на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, и зошто тоа толку така го чекавме да биде голема победа или за нас, или за Софија, или голем пораз за нас, или голем пораз за Софија? Јас мислам дека ако се оценуваат во еден таков спортски жаргон овие збиднувања, мислам дека е победа за дипломатијата на Северна Македонија, од причина што успеа проблемот со Бугарија, извинете, да го врати на европската агенда и плюс тоа да избоксува на некој начин изјави од високи представници на Европската Унија со кои се наложуваат нови преговори со Бугарија. Значи, досега, ако сте следеле што дебата имало во Бугарија, досега во Бугарија немало скоро никаква дебата во врска со уставните измени, францускиот предлог, усвојувањето на тие уставни измени, внесувањето на бугарите во уставот. Значи, немало, зашто? Од причина што на Бугарија и одговараше една ваква ситуација, во која што нели топката е на македонска страна, таму работите се блокирани, Македонија останува од надвор од процесот заради нејзина вина и целиот процес се блокира во интерес на Бугарија. Јас гледам дека блокирањето на процесот за интеграција во Европската Унија е интерес на Бугарија. Интерес на Бугарија од причина што не се спомнуваат баш сега колку пасоши имаат нашите граѓани земени во Бугарија. Утре ако Албанија биде членка на Европската Унија, може да замислиме и почнува да дели пасоши албански, може тука да замислиме колку луѓе од таму ќе побарат пасоши. Па може и луѓе што работат во Хрватска, во Црна Гора, заради нивниот престои работа и плаќање даноци таму. Може и таму да интересен момент, ако албанци сега земаат бугарски пасоши, Па и после може да се случи македонци да земаат албански, македонци етнички да земаат албански пасоши. Што значи дека времето не работи за нас, не работи за Македонија, времето работи за Бугарија. И затоа мислам дека е победа. Зашто фактички Томас Вајц, известувачот, рапортерот за Северна Македонија е еден голем пријател на државата. Можам да кажам и еден вид лобист во Европскиот парламент. Тој е австриец, но се родил и живее на граница со Словенија и многу добро ги познава состојбите тука. Јас бев на една студиска посета во Брисел и тамам тој беше поставен за известувач и не сретна како новинари од Македонија. И баш од тогаш сакаше да гледа можност или да види како тој може да придонесува за да се одблокира процесот. Мислам дека овој извештај, ова дефиниција за македонскиот идентитет, за македонскиот јазик е еден вид на решение од негова страна, може би поддржано од Марта Кос како комисионер за проширување, која е словенка, за да се направи еден вид и да се створи излезна врата за актуелната власт, која нели беше толку критично настроена кон францускиот предлог. И се пружи сламка да им се некоја даде, да, токму така. Значи некоја излезна врата за да се
освојат тие уставни измени. Да се охрабрат. Да, зашто јас се сложувам со Столе, не треба некој да носи резолуција, извештај, договор, подпише, признание да ти даде за идентитетот. Тоа е чувство, тоа е само идентификација. Но ако ти го негира и оспорува е проблем. Е проблем, но не значи дека нема да постоиш. Тоа ми е целта. Да. И затоа мислам дека окей, политички е, можеби е логично да се најде за актуелната власт која што беше противник на францускиот предлог, излез на врата. Еве, ние успеавме нашиот идентитет да го зацврстивме и во извештајот на Европскиот парламент и потоа да ги усвоиме овие уставни измени кои што се предуслов за продолжување на процесот. Но сепак мислам дека стоењето на место досега не работеше во интерес на Република Северна Македонија. И нема да работи во интерес на Северна Македонија. И затоа, ако ги следите бугарските медиуми сега, и во Бугарија, во бугарската јавност е отворена широка темата, токму за тоа што се случи во Брисел. Дури има и извештај кој велат дека таму имало лобирања во стилот на Катаргейт. Тоа е афера која што се откри пред 3-4 месеци во Брисел, каде што фондации од Катар лобирале со многу пари кај пратениците во Европскиот парламент. Имаше такви Така беше за информации. светското во фудбал. Да, и за светското во фудбал, така беше. Имаше информации дека е побарано, ова се неофицијални дипломатски извори, дека е побарано и смитките да се прочишлават, проверат на Вајц, дали Македонија на таков начин лобира. Но Што јас го сватија се брани дека е гнасно обвинување, да. Но јас сум убеден дека нема такво нешто. Зашто Томас Вајц, уште кога дојде на оваа позиција, тој беше силно убеден дека може да придонесе Да ги подобри процесот да се одблокира одблокира. и Македонија да оди напред. Зашто реков, од таа средба јас имам впечаток дека тој е најголем лобист на Република Северна Македонија во Брисел и најголем нејзин пријател, без, ние знаеме колку се финансиsti, Македонија не е Катар, да дава толку пари за такво нешто да се случи во Брисел, но може би е среќа што тој е известувач за државата и еден вид на дипломатска победа се издвои. Ако беше така и ако беше моментот финансиски да се излобира, предпоставувам немаше да чекам на толку време. Затоа ја реков, може би треба да молчиме, затоа што еве ќе ги пофалиме, нека бидат апсолутни победници, нека бидат херои како Пито Гули, како сите други тие револуционери што сакат, нека бидат само да го нека го Пито Гули, како сите други историски важни личности, Нешто само нека го отпочат процесот. Знаете зашто? Затоа што не треба да спиеме на тоа увод, Калимеро нема правда, не треба да спиеме на увод, еве Бугарија ќе изврши страшен притисок, ќе ја уценат неа, еве ќе влезе и во еврозоната, ќе влезе и во Шенген, зошто не се пазара? Речат нема да влезете ако не ја завршите работата со македонците. Значи не треба малку да бидеме пореални, да им го и луѓето, граѓаните да не веруваат премногу во сето тоа што им се зборуваат. На крајот на краишта сето тоа е политика, но разбудена е малку работата и можеби ќе му се понуди некоја гразборје, лаживче, некоја им треба нешто за да Морков и стап се вика тоа во Брисел. Не оти нешто ќе се промени, не оти нешто не знам што структурално во преговорите ќе се промени, не, меѓутоа некој впечаток мора да се обезбеди за да може на пример Мицкоски да каже ние обезбедивме тоа, ние историски направивме успех, затоа што еве бугарите тоа што се случи во парламентот кај нив, они тамо фактички подаваат рака со тоа. Кој како го толкува, меѓутоа тамо вели дека нема други барања да има, освен овие барања што ги има во преговарачката рамка. Како го гледаш моментот каде што стално кога ќе се спомни македонско прашање и признавање условно речено институционално и законски во Бугарија на македонците, тие стално велат дека они имаат граѓанска држава со граѓански концепт и дека сите во Бугарија се бугари, така? Тоа е објаснувањето. Од друга страна, сите сме повеќе свесни дека кога се прави попис, евидентираат пред се роми и турци. Евидентираат и ерменци. Сега проблемот е, зошто не македонци? Затоа што македонците како такви се како не македонци на овој попис имаш 1500 и колку имаш, има и македонци кои вели дека нема.
На пописот Ама има изјаснето. институционално и правно и со одредени Како што е права. институционално кај нив е? Тој комитетот, тоа не се вика комитетот, се Не вика ги совет. признава, И тој се ги одредува не. по Не ги јазик, а бројува. не по етничка припадност. Они етничка Ама тебе припадност самата- не признаваат таму, него по јазик го Македонците, значи, еве ти втора негација, значи не ти го признава јазикот кој ти вика дека ти е вештачки јазик. така е, они не признаваат. Значи, Ама ти што имаш треба да реален направи? проблем. Треба да чекаме да дојде некој Не, бугарин на не. площадот тука и да рече вие сте македонци и ние сме македонци. И така да го откочиме процесот. Не треба да Дај ти малку мораме да тривализираме, ја веќе е дегутантно да зборуваме на тема, веќе на народот му е префу глава. Па знам дека види Доста се, Европа, јас како Европа, човек, што повеќе зборуваме, толку повеќе Јас како човек пага- сум поборник на тоа дека единствено решавање на македонското прашање и етничко и национално е преку Европската унија. Зошто? Затоа што половина од моите брајка етнички веќе се во Европска унија, се во Бугарија, се во Грција. И добар дел од нив и се асимилирани и трпат и репресии. Оние што се пример во Албанија имаат права, но реално во голема мера се ограничени територијално на оние области, значи се ги немаш ти истите права, истото ниво, да кажем и на застапеност и на се, пример во Тирана или други места кај што луѓето внатрешно во државата се расамуваат. Но реално има форма на права. Во Србија добар дел од нив низ годините се асимилира, но се признае Хрватска која е земја членка на Европска унија, нас не признава и во устав нима. Романците не признаваат каде што нима најмалку Александар, да го друго прават. сака да кажам, па 500 години сме биле под Турска. сме биле османски. под други робства, српско, Немој не кажат бугарско. робство е тежок збор. Добро, не робство, Владение. сме биле владени, немало владени, робство. тоа е најполитички Пошто не сме биле робови, не? термин, да. Ама дајте малку поголема самодора, во многу полоши услови, и економски, и социјални, и политички, и војни, македонците обстојале, Столе. не се изгубиле. Столе. И сега имаме своја држава, имаме институции, имаме јазик кој се негува, имаме култура, имаме филмови, имаме све, имаме театар, имаме учебници, настава, образование и се чекаме некој да ни каже ти си македонец. Македонец сум, и што? Што сакаш мисли за мене? Види, најголемиот проблем кај Малку повеќе самодоверба. Што ние Менувале вера, историски менувале, Така и е. пак обстанал Така и е. народот, и верата обстојала. Ние некиме да прифатиме дека во Европа, современа Европа, и во Балканот, па и севкупно во светот, во голема мера функционираат двојни и тројни идентитети. Што сакам да кажам? Еден куп луѓе од Македонија, кои се изјаснуваат еве како македонци се декларираат, и албанци од Македонија, од Косово, од Србија, живеат во Турција, на прва рака е турчин и ти кажува дека е турчин, и после доаѓаат и зборува албански или македонски. Јас, додека тоа не го видов во Турција, мене не ми се веруваше. Еве ги ви кажам прост пример, едноставен. Одиш во Турција, нели? Се турци, турска нација, гледаш еден куп луѓе, ги гледаш белите луѓе и сваќаш дека белите се од ова, останатото турското население не личи баш многу на нас. Повеќе личи на оние други земји натаму, на кај Пакистан и натаму, значи со физиономиите се изгледаат. Тие што изгледаат како кај нас, а сите зборуваат турски, нели? Турски е државен јазик, се ово. И се земам пример за само Истанбул, а камо ли како и во внатрешноста. И се во Истанбул доаѓаш. Запознаваш човек кој се вика Афет или Ахмет или Абдула или било како, нели турско име, и тој ти кажува дека е 4 генерации албанец или 4 генерации македонец. И пази чудо, збори македонски. Зошто некој, ако е турчин или поген, зошто 4 генерации би држал јазик што му е туѓ? Не, тој не му е туѓ. Тој етнички припаѓа на македонската или албанската нација. Ама дали по верска основа, дали по идеолошка, дали било како неговиот дедо се преселил, тој станал интегриран во таа држава каде што живее, но тој се уште знае и кој е и што и влечи корени и традиции. Јас, пример, сум бил изненаден кога сум видел така, доаѓа човек, пример, роден таму. И викам, татко ти дојде, дедо ти дојде. Не вика 26-та, 26-та, јас не памтам никој од фамилија 26-та, што ме разбирате, значи тој е некој 900-та што е роден. Значи тие сите изумреле, а тие се уште чуваат во таа држава и македонски, и албански, било каков идентитет. Зато Бугарија има бугарската и грчката држава тоа не ќе да го прифатат. Бугарската држава форсира некаков мит за Аспарух кој е турко-монгол и се вреѓаат ако им кажеме ние кој пежоративно ги нарекуваме на одреден начин, ама идентитетот на името кое е нацијата влечи од тој корен, грците пример го форсираат оној христијански принцип. Секој што е православен е грк. И грчки јазик. Така да имаме проблем тие две земји и Европа се чуди, јас еве со сите од запад што вика, нас вика грците порано не се бугари, не ни се јасни. Буквално вака, тре бизар.
Не може ги Само- свати. Ајде во ако можам 21 век, да. уште одговорете да се вратиме во 21 век. Дефиницијата на бугарите за нацијата и етносот се такви кои што нели налагаат од нивна перспектива, Да. значи пред 1945 година и тукашните македонци кои што живееле или јазикот кој го говореле биле еден народ. И затоа таа формула Заради екзархијата, Да, ради заради црквата таа- и второ, таа формула. затоа што Не, само само да- ова да дигресија. ти- Дали знаеш дека македонците од Егејска Македонија, на еден наш универзитетски професор, мајка му писма има пишувано, 20-30 година, ги има пишувано на македонски со грчки букви. Знаеш зашо? Тие ги знаела. Значи таа што еве синете дума многу со грчки букви, ја не можам да ги прочитам пошто не знам грчки. И овој го чита писмото на знаеш што, македонски. не велам дека имаат право во тоа, зашто секој Немаат. има право да се идентификува како што се чувствува. Ама, Тоа е апсолутно. апсолутно универзално. Можеш поредна дрва да основно беше, ако право, сакаш. да, на секој човек. Но кога сме кај малцинствата, што не ги признава, фактички Бугарија не гледа дека постои кај нив, но и надвор од државата македонски етник. Ше фашизам, ше форма на тоа е фашизам. проблем. Ама како тоа може да се реши? Јас мислам дека може да се реши само ако се тргне од политичкиот дискурс. За тоа зборуваат, зашто и јас не сум историчар, не знам дали од... Јас сум етнолог. Подлабок. Ти имаш, можеби имаш компетенција за тоа да збориш, но тоа да се остави на историчарите и кога станува збор за интеграцијата во Европската Унија, треба да биде највисок интерес на државата да бидеме внатре во Европската Унија, што од таа позиција, Тука се сложувам, тука се таа сложувам, позиција, може да се преговара, да се договара од Ако си на маса. симетрична, Така е. сега имаме Така е. асиметричен, Ако седиш на како со маса. Грција, да. Како еднаков, да. Тоа е Е, тогаш, сега- видиш, тогаш можеме по-сериозно, поравноправно да зборуваме, да, не се согласуваме со пресудите на Страсбург. 14 присуди на Страсбур, но Тогаш тирани во ако бидеш Советна во поравноправна, Европа. да. Ниједна не Ама исполнета. што да правиме? Земја членка Да на ќе А Европска чекајте, унија. а тужбата кон Грција што ја добивме? И што ни рекоа? Вие правно сте во право, Што има пекари изгубивме ама ова 2 е години, политичко 3. прашање, тоа значи систем нема. Значи, видете, еден ќе каже вика денес македонците се уште демек 60% сакаат Европска унија. Абе 93-95 имавме, памтите? Александар, тоа 93-95. ние не секој знаеме што сакаме. Заради таа пуста политика, кај што фокусот пред се е на нивниот рейтинг, дневна политика и така натаму. Еве сега каква неконзистентност имаме во 20-30 години. Добро. Завчера еден од луѓето кои што учествуваа во преговорите на Охридскиот договор. Само вистина мислам Абдулади Веселин. Абдулади. Вели, Веселе. ние тогаш во Охрид се договоривме и предложивме, сега слушам луѓе, политичари кои што викаат ни треба граѓански устав. Вели, ние тогаш во Охрид речиси се договоривме Дима Граѓан. да нема набројување на народи, туку да биде Македонија држава на граѓаните, значи граѓански концепт да биде. Да. Кога дојдовме во Скопје, Стојан Андов, Бог да го прости, вели, јас ова не го ставам на дневен ред, мора да има македонски народ. Сега обратно, втора работа, Ѓорчев го има кажано тоа, дека на бугарите им е нудено, 2001-та, да бидат дел од уставот како И и сите одбија. други. Знаете, Одбија. претходно србите не беа во преамбулата, после беа додадени. Така е. Они одбиле тогаш, сега сакаат. Така да треба да биде конзистентни во некои работи, да знаеме што не може сакаме. да- Они не сакаат кога сватија дека нема шанса да не убедат дека сме Ај, ние, вака. дека ние сме дел од бугарскиот народ. Вака, за она што зборуваше малку околу она што се случува, окей, да, тоа е филозофија на политика што треба да биде и што не е ниту во Македонија, ниту во Европа, ниту во светот, ниту никаде. Така. Она што го зборуваше Незири дека се размрдани условно работите, апропо извештајот на Вајц, јас ја толкувам и така и денешната изјава на шефот на бугарската дипломатија, Георг Георгиев, кој што вели дека денеска важна компонента на одлуката што ја усвои Националното собрание е дека немаме и не можеме да имаме дополнителни услови и барања за пристапување на РСМ кон Европската унија. Ова е јасен и доволен сигнал за нашата доследност и потврда на пораките што секогаш сме ги имитувале, а со што имаат ги адресираме во однос на државната позиција во Бугарија на загриженоста на нашите партнери од другата страна на границата. Тоа е став на Георгиев на 5 јуни, односно денеска. На 15 мај, истиот тој Георгиев
има една изјава кај што вели многу е важно да се знае дека промената на уставот и впишувањето на бугарите како државотворен народ не е единствен услов, односно не е добро да се испушта во целиот тој разговор со евентуална цел за која се надевам дека не е така ако впишувањето се случи и се исполни условот за уставни измени согласно европскиот консензус. Некој ќе рече, ви кажавме, бугарите немаат предвид само едно нешто. Значи не е единствен услов. И сега како да веруваме ние на тоа, не знам? Вајц ги размрда, ова е реакција на Вајц, реакција на Санчес од шпанската група кај што вели извештајот е јасен, или е пак политика и она неконзистентност за кој што зборуваме. Земете само случајот со Грција, Преспанскиот договор. Знаете дека многу одредби од Преспанскиот договор не се докрај исполнети и покрај роковите што беа. Од нивна страна не многу. Па и од нивна и од наша страна. Кај нас 90%, кај нив 10%. Македонска радиотелевизија, Македонска академија, па има и многу одредби кои што нели зборот македонски не требаше да биде на агенда, така? Нели не требаше да биде? Само дозволиме. Добро, сега ние Но брусавме и се пак што прави Грција? Грција како одговор на ова не става вето веќе. Туку ги блокира усвојувањето на меморандумите во нејзиниот парламент. Значи тоа е веќе на билатерално ниво, не е на ниво на Европска унија политика. Сега со оваа изјава, јас мислам дека Бугарија и нејзината дипломатија се соочила со реалноста, новата реалност во Европа, зашто Европа веќе не е старата Европа. Вие гледате како се унифицира во својот став и кон Русија, што не беше случај порано, и кон, речено, една Маđарска Унгарија, која што нели се соочува со санкции, со кратење на фондови, па со закани за одземање на правото за глас. Значи, имаме една поинаква Европска унија, која што е многу поконкретна и затоа не може Бугарија да биде таа проблематична држава која што со цел или без намера станува фактички блокатор на европскиот процес на интеграцијата на регионот во Европа. И затоа тој имидж на Бугарија и на сите земји членки во тој состав на земји членки е многу важен. Каква улога ќе има една земја членка на Балканот? Дали ќе има конструктивна улога или деструктивна улога? И фактички јас не верувам дека после ова Бугарија ќе се осмели да го блокира патот на Република Северна Македонија, не дека ќе се плаши од нашите политичари тука. Да. Туку ќе се плаши од тоа што ќе губи на поддршка кај останатите земји членки и нејзиниот имидж во рамки на Европската унија ќе биде загрозен. Тоа се случува и со Грција, затоа Грција сега не блокира. Иако може да има материјал и сопки да преда. Добра, во тие 315 амандмани имаше и сериозни грчки амандмани. Имаше. За именување, реименување на Република Северна Македонија, Скопје и така натаму. Видите, грците се... Тоа така. Тоа некако остана под масата. Грците се... Не исплива на површина. Чекаат така од прикреп. Сега се фини. Наумов Не се добри, него се учтиви полајци грците, ама да не се случи, они се бележат педантно. Секој прекршување, дали некаде Македонија само се каже, што е исто така уште по-проблематично за нив. Македонија има територијални аспирации. Значи не реагира. Меѓутоа, може би, јас сум слушал, мове, чекайте да видиме со бугарите, завршите го, па после... Ке се врати тук на капа. Значи, јас не верувам дека, види, малку е детски тоа, гаранции. Треба некој лижавчини, треба некоја оставка за да може да се придвижи процесот, да може пред јавноста да се охрабрат и мицковски. Меѓутоа, вечни гаранции нема. Ќе им текне, после тоа ќе блокираме, кој ќе го сопре? Ама јас мислам дека нема тоа да се случи тоа блокирање, затоа што нема гаранции, никој дека тоа може да се. Значи нас Ангела Меркел од сред Скопје ни рече сменете го името и ќе влизате во Европска унија. Пет тома нека напишат гаранции, што сакат нека напишат. Јас мислам дека бугарите во иднина кој ќе се преброи овој процес, мислам дека ќе се однесуваат попријателски. Затоа што една работа цело време ја забораваме. Ни бега од фокусот, е многу битна. Знаете ли трговската размена меѓу Бугарија и Македонија
колку била пред 20 години, колку е сега. Сега веќе е над 1.200.000.000, 1.300.000.000, што порано било незамисливо. Значи, бизнисите, трговците си ја работат својата работа, тие не патат ни од историја, ни од политика, што е добро. Што е добро. И овој клинч меѓусоседски и политички нема влијание за среќа на економските односи. Кон Бугарија, ние или бугарите? Ама наискрено. Они го кочат, Они го кочат. Добри, што да правиме? Ајде прекинеме сега. Ќе плачеме. Чекај, јас тука имам друг аргумент. Ние имаме преговарачка рамка. Ајде да го прекинеме процесот. Ајде. Поентата која е? Значи на крајот и Душицова што го спомна и ти што го спомна. На крајот не е веќе прашање Бугарија и Грција, пошто ние и од Бугарија и од Грција знаеме што да очекуваме. Ама Албанија може да стане чека па да не блокира после. Застане. Значи ние знаеме, може секако. Значи Еве го примерот со Црна. Па ти да бидеш улога да Црна Гора примерот. Само слушни. И сега. Пошто знаеме со Бугарија и со Грција со кого си имаме работа. Кај нас разочарувањето и фрустрацијата е што нас Европската унија не лаже. И ние викаме, луѓе, дајте, вие гарантирате дека нема да дозволите овие да не тепат, кој што ни го праја задниве 20-30 години, затоа што се што се побара од нас, може не 100%, но во најголема мерка, во најголема мерка го истеравме. Значи, ние имавме такви барања, не ќе да бидам вулгарен со некои метафори што значи да вика ај по глава да те удрам, ај да ти се јавам да ти се качам мучка. Уште што да направиме? Ајде да симплифицираме ефте работата. Што треба да стои во тие гаранции? Што треба да содржи? Ако Бугарија да пишува, ја блокира Македонија по било кој основ, ќе треба да плати половина милијарда евра. Немојте сега. Еве точно, еве едноставно точно. Еве треба печаток некој сега. Севака, ти си неверник околу муабетот. Еве јас што се залагам. Што да верувам во политика? Па ти 30 години веруваш во политика. Ти си неверник во муабетот што јас го велам дека во Европска унија Западен Балкан ќе влезе топтан. Јас стојам за тоа, знаеш зошто? Освен доколку неки самата Европа нас да не направи некое свесно жариште, ограничено да би проблем. Зошто? Затоа што со претходните искуства се покажало. Еве и Хрватска која беше во Хрватска, да, српската и југословенската армија ги нападна, па вака онака. Добро, кој е твојот да се спиеме, ништо да не прецакаме и да чекаме 30 година? Не. Топтан си тоа никаде не сум го рекол. Дека треба да се тера процесот, дека ваму треба да се преговара, но истовремено сите тие чека, ништо не прифаќам. Ни јазик, ни ништо. Чекај, не упај. Кој ги врти Бугарија? Значи, па кој ги врти реално? Него поентата која е? Ние треба реално да ја доведеме државата да биде подложна, тоест да има основа да влезе во Европска. Абе луѓе, да ве прашам нешто, сите вие живеете у Скопје, во различни делови, сте живееле во еден дел, сте се преселили во друг. Ви личи Скопје ве почнувам како главен град на град кој е членка земја на Европска унија. Ти прво не ти се почитува закон за градба, не ти се почитува закон за бучава. Сообраќаен хаос имаш. Луѓе се паркираат у трева и на тротоари. Загадување имаш кај сака градоначал. Поси како ќе влезеш во Александар, ако така чекаме сами да се реформираме, ја мислам дека во наредните 350 години нема да се случи тоа сами да се реформираме. Земја од регионот нема решено сам. Ги имаат решени си тој процес на преговори со Европската унија. Па ќе ти наложат. Проблемот овде е што францускиот предлог беше за разлика од словенско-хрватскиот проблем при прием да се прифати околу Пирански залив, околу оној делот што има Лика или не знам кај беше територијално во на проблемите или во шој бара на Албанија. На Албанија бара Бугари, бара да го пуштат Гркот од затвор за криминал и уште некој го работи. Зошто морето нели беше спор? Да, значи кај нас зошто Франција кога го истера тој предлог, ова за да воопшто почни го стави на старт. Сега, пошто таа голема сила Франција во Европа во дадениот момент реално направи некако условно речено добар предлог, но лош истовремено, зошто? Затоа што ни стави услов без да почнеме преговори. А овие, од друга страна, цело време ти викат, сега ние вика, кога ќе пројде ова, ќе ги толчиме за тоа. И кај обичниот народ, не само кај политичката сцена, не само кај сегашната власт, а тогашна опозиција, рече, луѓе, до тука е, овие си играат со нас, затоа што ние менуваме устав неколку пати, си играат со нас. Меркел шо викаше? Направете вака и на крајот Меркел искача пред 10 години вика мултикултурализмот е мртов. Шо бе ни експериментот? Само да ти кажам, че ние сме били експеримент. Нека во меѓународните односи нема правда
посилниот наметнува тоа што може да наметне. Но твој право да се бориш. Да, послабиот прифаќа. Нема друга алтернатива. Еве во случајот со Албанија, нели спомнавме, имаше Грција се уште има активен закон за војна Кон Албанија. кон Албанија. Да. И него имаше граничен спор околу Јонското море. Даде вам кај Саранда. Кај Саранда додека. Фати градоначалник етнички грк, кој што нели Му лепо да рече. по нација е албанец, фати како краде на избори, како плаќа за гласови. Да, го знаеме случај. И нели требаше да го ослободи заради тоа што беше условувана од посилната Грција која што е внатре. И што мислам дека тука недостасува? Недостасува политички консенсус кој што подразбира дека сите политички партии ќе имаат договор со кој нема да ги злоупотребуваат овие прашања, зашто Бугарската единствена позиција кај нив. Може, само мала дигресија. Значи ова го сепак повторувам. Бугарија е внатре во Европската унија и тоа е најголемиот проблем. Што додека стигнеш на маса да седнеш, а да не бидеш предмет на Анализа од страна, е малку трпен тој пат. Само еден пример ќе ти кажам. Се возев во кола пред... Реклами мораме. Добро. Ќе продолжиме по рекламите, пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа македонските надворешни работи односно она што се случува во Брисел на релација Брисел-Скопје-Софија и како сето тоа ќе рефлектира на македонската внатрешна политичка сцена. Моја вечерашна клучна теза, Александар Ристевски, Столе Наумов, Джелал Незири, мои вечерашни гости. Ви останав должно кусо. Сакавте да кажете нешто? Ми избега мислам, потсетиме. Добро. Сакавте некој пример да кажете за дигресија? Кратко ви бем. Пред повеќе скоро 15 кратко. Околу Пред дома. скоро 15 години имаше американци, романци, не знам што, се возевме со некои комбиња големи низ Македонија, наста нешто и правиме муавет по пат. И дотичниот лик, представник на САД, вели вака. Вели, вика, вика во преговарањето, вика, ние се трудиме да бидеме објективни, ама знаеш, вика, прашање, вика, каде може да се притисни. Вика, во Бугарија и во Грција, по прашање на македонско прашање, вика, минимум 90% има консензус, кои се нивните црвени линии, кај може и кај вас. Кај вас, вика, од друга страна, тој процент е 60-65%. Викам, што значи тоа? И па кај етничките македонци, вика, вашите ставови, кои ти ги, вика, застапуваш, вика се 80%, но другите етнички заедници, вика, мање више ми е се едно и вика прифатиле се. Значи, ние не успеавме како нација да изградиме внатре интеркултурално, интеретнички, да кажеме, консензус, што е битно за мнозинскиот народ и во основа народот поради кој во основа и оваа територија и оваа држава постои. Оти, реално, ако нема македонски народ во Македонија, нема основа на постоење на самата држава, кога биме сурови. Сега, ние не постигнаме низ годините консензус со другите етнички заедници, дека како што ние треба за нивните права, јазични, застапувачки, образовни, било како, дека тие треба во целост да застанат зад мнозинскиот етнички македонски народ и да кажат, луѓе, не ги дирајте другарчињата, мора вака и вака да бидат работите, и тогаш помалку ќе беше притисокот и пресијата кон нас. И низ годините се испостави една работа, дека всушност, јас јавно ќе го адресирам, дека проблемот во основа кај нас и тенденцијата кај етничките македонски партии го прави СДСМ, зошто? Затоа што секогаш ги собира сите можни кои би направиле се за да не владее ВМРО, да поменели некоја друга партија и е спремен на сите можни остапки да ги даде само за да се задржи во одреден период на власт. Отиде, а другите не ги собираат. Како, што прават другите? Тие прават други предубаци. Други предубаци. Ајде да заврши мој бес. Ги охрабрувам, ќе ги славиме, најголеми патриоти ќе ги сметаме, ама нека го откачат, па еве, ќе речеме дека најдобри гаранции имате обезбедено, дека се на ниво на Никола Караев на сите, само нека го откачат сложу. Дека треба се гордо го направи тоа ставано за Македонија. Ама имате различна перцепција што значи откачување на процесот. Според вас е да се отворат да почнат преговори. Уставот да се смени уставот. Според вас е да се испоксува. Не, нека се смени. Види, не е проблемот да има бугари во македонскиот устав. Озбилно не е проблем. Проблем е
Доколку овој процес кај нас се влечка, а после бугарската држава врши притисок на сите, дал со државјанства, дал ова или она основа блокажи. Нас може Холандија утре за судство да не блокира. За воздухот може да не блокира, не знам. Што реков Преска? Чекај, што реков Преска? И на крајот на денот, да. Ама не, Ама што реков? Значи на крајот ние на не денот Бугарија ќе не блокира за воздухот. Душица, а ќе биде позадина ние, може Линданот, знаеш што е интересно? Тој што го тепаше Пендиков има бугарски пасош. Добро, Тој што го тепаше Пендиков. А Пендиков одеднаш стана бугарин. Ама знаеш што е проблемот? Што Спаска Митров, чекај, случајот со Спаска Митров, знаеш што беше? Он имала бугарски пасош, дечко и муж бил србин. У Гевгелија никој не ги знае луѓето, се скарале ради дете, бугарски премиер дојде да ја брани. Знаеш што сакам да кажам? Ги тебат бугарите, шизофренија. Друго сакам, Александр. Луда работа. Ќе се појават, дај Боже да се појават некои потака политичари кои што повеќе внимаваат на јавни, на општите интереси. Меѓутоа, знаеш што ќе се случи? Секој таков момент на блокада кој што нема врска со идентитет, со историја, како што го спомена Јас го кажав тоа. Ама политичарите ќе го искористат, кричат бугарите. Значи нема крај ова. Не блокира до ѓубрете. Не блокира затоа што не мрази, не ни го признава идентитетот, не ни го признава Затоа што столе се паркира на тротоар. А сосема друга е причината. Секоја забелешка ќе ти ја толкуваат заради ден на политичка употреба. Ама тоа може да биде и обратно. Може да користат ѓубрето и воздухот да биде позадината и билатерална Африка. И потоа значи оставките за џабе ги правиме. Што е заедничко на Хрватска, Црна Гора, Албанија, кога станува збор за европската интеграција? Имало целосен, не меѓуетнички, зашто не е толку важен и не е толку проблем и кај нас. Добро. Држава. Консензус, политички консензус. Се сложуваме дека треба. Што е? Прашање, дали треба да имаме консензус, пример за изборни единици? Не, јас зборувам. Еве пример ќе ти кажам. Тоа е многу битен. Еве, знаеш ли кој го блокира процесот од задните 6 години пример при промена на изборен модел? Поголемите партии. Главно кој го блокира? Промената. Главниот кој ги блокира сите варијанти, пошто ја знам, актуелен во јавноста станав пред 5-6 години, кога почнав со неколку колумни во смисла изборни модели и го иницирав тој процес и се отвори последна Пандорина кутија. Знаеш ли кој ги блокира цело време процесите? Дури. Не албанците. Дури. Не сакаат ни СРСМ ни ВМРО. Ни една голема партија не сака да се смени тоа. Што тие го имаат разиграно овој модел, овој систем и го владеат перфектно. И затоа не сака да се смени. Сите поголеми партии, а помалите партии бараат шанса. Ни една голема партија не сака да се смени изборен модел и сите го фрлаат како пред избори, како да се занимава. Да се занимава народ. Марија, сакам ова да го завршиме со ова. Ако валат бугарски пасоши заради економски причини, зошто да не ги почнеме преговорите и да ги внесеме бугарите исто така дека ние имаме министерка во владата што заради економски причини рече дека извадила бугарски пасош. А ние не смееме да преговараме со Европска за економски причини. Процес на откажување не знаеме дали економија, како да обезбедиме подобра економија ако не обезбедиме фондови наместо кредити, ако не обезбедиме грантови, а еве грците сите автопатче ги направија без пари, со пари од Европската унија. Вчера разговарав со еден пријател и многу добар предлог даде. Рече, Македонија многу ќе ја смени политиката и многу ќе се сменат односите во државата доколку се пројде во собрание само еден закон. Дека не можеш, пазете се. Не можеш да бидеш член на собрание, член на влада и да работиш во државни институции, било какви, пошто 100.000 да се вкупно, доколку поседуваш двојно државјанство. Ќе останеш без функционери, ќе останеш. Па знам, закон ќе биде. Значи, пазите. Не, видете. Дадеме македонски кај да видите зошто? Хипотетички, работиш во општина. Не, јас ја знам дебатата и се отвори на политичко ниво. Ќе биде многу закон, Писе, колку луѓе знаеш, пример, од твоите комши, колку знаеш луѓе што имаат косовско или албанско? Албанско нема, ама косовско има многу. И германско има. Колку има германско? Александр, конкретно се да прашање, вака, конкретно. Искрен одговор барам. Дали во овој момент, ако рече бугарската држава, нема двојни државјанства, или бугарско, или друго, задржете си го.
Што ќе се случи? Со тие 141. Не се 140, околу 100 се Добро, што ќе се 122. Ќе остане добар дел. 122 беа последните. Така? Ќе остане добар дел со бугарско, ќе се откажат од македонско или Од македонско. ќе се откажат од бугарско. Знаеш кој ќе се откажат од македонско? Не, кажи ми искрено, не ми врти се. 80% ќе се откажат од македонското затоа Ќе што се се откажат од надата. македонското. Да. Па за каков идентитет зборуваме ние? За каква самодоверба зборуваме? Ќе се карат за каква интернет. нација зборуваме? Интернет ќе се карат. Пасошите членска карта на тој За да учествува во некој клуб. тој идентитет. Ај вака, сакам овој моментов околу државната позиција, не зири што е јаначна. Значи денеска ние бараме телевизија 24 бара став од владата и од СДСМ апропо она што се случуваше вчера во Комитетот за надворешни работи. Владата пушта една реченица во која што вели одложувањето не е работа која зависи од нас, но цениме дека резултат на нашите напори извештајот да биде изгласан онака како што беше предложен без никакви промени. Но цениме дека е резултат на нашите напори. Браво, па тоа ти честитаме. А ова не Од ке. другата страна- Само нека го откачат процесот. Опозицијата исто воздржана, да, вели дека тоа е пораз на дипломатски пораз на актуелната влада, дебакол и така натаму, тоест дебакол не кажа да бидам прецизна. Меѓутоа велат дека е пораз, но потенцираат дека гласањето е само одложено. Сега. Апропо ова, воздржани се едните и другите, ја барам така го читам, а политички соопштенија до сега во животот милиарди имам прочитано. Последната онаа изјава на Венко Филипче дека ќе бара повторно лидерска средба, дека треба да се заземат, да се уставните сака да се факторизира така. Уставните измени не ги спомена, меѓутоа кажа, не ги изусти, туку кажа како да се дојде до начин на преминување на пречките и така натаму, владата експресно го одби. И она што го коментиравме во залог неговата политичка кариера и така натаму, се заговарали широка влада или она сценарио Мицковски заедно. Споделена одговорност, сите во влада, пост локални избори, можно ли е сето ова да биде? Јас мислам дека не е потребно сите во влада да бидат. Потребна е и опозицијата, потребна е дебата за сите можни прашања. Ама на власта треба очигледно споделена одговорност. Па нека гласаат, зошто во влада да влезат. Нека гласаат. Треба сите да гласаат за уставните измени кои што треба да ги исполнат тие обврски што државата ги има превземено со францускиот предлог. Зашто нели сега зашто реков дека топката е на македонска страна, зашто има предлог, има обврски кои што не се спроведени. Логично е владата да бара гаранции, тоа е се е окей, но факт е дека тие се обврски на оваа држава, што треба да ги спроведе. И сега, дали тие гаранции што ги бара се реални или не се реални, јас мислам дека нема такви гаранции во меѓународните односи, дека некој ќе ти гарантира дека, не знам, до крајот на процесот за 5 години нема да имаш ниту една пречка во тој процес. Вие гледате каква динамика има и во меѓународните односи, и во однос на ЕУ, кои се менуваат во кои текст. се менуваат на дневна основа. Ете така. Каква динамика имаат процесите и во однос на Украина? Русија, САД. Значи, нема во сегашно време во оваа констелација геополитичка нема гаранции. Нема фикс. Кои се гаранциите? Гаранциите се менаџирање на овој хаос кој што се случува денеска во светот. И овој хаос кој што се случува во овие меѓудржавни комуникации. Можно ли е пост избори локални, бидејќи ние сме веќе во кампања, неформална, меѓутоа почната. 3-4 недели. Почната е неформалната. Секој ден Добро, гледаме август не тера кампањата Јас не што верувам. да има се тоа што вели Наумов дека е рачка или излез или бустер, како сакате, за да се стигне до некоја таква споделена одговорност и ставање на Јас сум оптимист дека овој извештај е така замислен за да ги отвори вратите за уставните измени. И мислам дека актуелната власт, ако тој извештај на 24 мислам 24 јуни е повторно предафет. Ако тој извештај А во јулија е пред парламент. И ако верувам дека може да помине зашто има една таква атмосфера во рамките на европските институции. Тоа ќе биде еден значителен буст поддршка за државата за да оди напред во процесот. Тоест да го одблокира со усвојување на уставните измени. И ако го одблокира,
тогаш верувам дека до 2030 година, кога е замислен тој датум за членство, да заврши процесот за членство на Црна Гора и на Албанија, да се приклучи и Република Северна Македонија. Во спротивно, најлошото сценарио е да остане во една група со Србија, Косово, Босна и Херцеговина. А мислиш дека тоа е известно да се случи? Па мислам дека ќе се случи, што до 2028 година Црна Гора ќе биде првата членка од Западен Балкан на Европската Унија, додека до 2030 година. Само реално те прашувам кратко. Албанија ќе биде дали мислиш дека е известно? Нема да има, само слушни ме. Нема да има Дали мислиш дека е реална шанса на сегашните констелации на околности кои ги владееме, живееме еднограничен систем овона, одеднаш 2030 Албанија и Македонија према Косово да биде Европска унија кажи го граница. А Косово ја мислам дека тоа не мислам дека нема да се дозволи. Значи фактички ти тогаш Косово ќе го оставиш, иако нели реформираат, менуваат се, разбира, Косово ќе го оставиш од друштво со Србија и со Босна. Да, шанса. Сепак се две држави кои што не се баш во такви односи кои што ние ги замислуваме, дека се Кои држави? Тоа на крајот на денот. Еве држави Албанија, Косово и Македонија. Се ние ти знаеш, луѓе кои патуваат за Косово, јас имам пријатели кои за Косово одат на дневна основа. Порано има печати ово, не само можеш со лична карта, знаеш. Те евидентира, проаѓаш порано, пример, тој што оди секој ден треба еден пасош на 6 месеци да го менја, така? 100 печати. Сега има еднограничен систем, само македонската граница се проверува, кога одиш на македонска граница према Косово, косоварите те проверуваат, кога се враќаш македонци. Ти мислиш дека во оваа констелација на околности кај што поготово северниот дел од Македонија и Косово нема комуниција, одеднаш Европска унија граница ги му се стави? Не верувам дека има опасност нешто за турбуленција. Но опасност е да остане во една група која што е заглавена и во историските наративи. Или ќе се истуркаат сите вака за уши што викаат до 2030, или второто сценарио е кој некој што викаат нема никој од Западен Балкан без оглед на се да влезе до 2035. И тие две варијанти се во оптек. Моје пак ќе кажам, субјективно, мислам дека затоа се го турка Додик. Јас сум оптимист дека Албанија и Црна Гора на парче ќе биде прва од Западен Балкан 2028 година. Од причина што од 2013 година, кога Хрватска стана членка, значи има замрзнување на процесот на проширување. Сега Европската унија мора да покаже дека процесот е жив. И ќе прими само Црна Гора. Не, Украина. Шанса не. Мислам дека Црна Гора ќе е најблиску. Наумов, дали ова широка влада сценариото Заев Мицковски, ова Филипче што го нуди и постизборно може да ни се случи ова што вие што видите бустер. Некоја стратешка платформа би требало такво нешто да се случи, као некој консензус за кој што спомена и Джел имал сигурно кога се влегувало барем тие последни километри до Брисел и во Европската унија кога се влегувало до Брисел и во Бугарија и во Хрватска и во Словенија, мислам дека такво нешто треба да се направи и кај нас. Јас уште еднаш ќе речам. Во последните или во првите? Јас за први разборувам. Па јас мислам дека ќе бидат тие последни забрзани ако веќе зборуваме за 2030, што побрзо поштеме. Не би сакал вели се, ајде да не кобиме, ама 2030 да не испадне, да ни дојде некој известувач Афродита Зендели или да ни дојде некој висок представник кој ќе се вика Мило Савичевиќ и Мило Ѓурановиќ, не знам што, значи тогаш албанците и црногорците да бидат тие кои што ќе ни прават мониторинг, па да имаме уште некои нови барања и така натаму. Ако не се придвижиме, може и тоа да се случи. Сакам друго, значи потребна е така платформа, инаку околу широка коалиција споменати. За некои работи ВМРО, ДПМН и СДСМ веќе функционираат, например за програмски совет на МРТВ, за ова како се вика за советот на АВМ, Агенција за медиуми, среќно се издоговорија. Не можеме да зборуваме само за широка коалиција СДСМ и ВМРО по принципот што велиш ти на Заев Мицковски. Ама можеме да зборуваме за некоја поширока коалиција во која што не можеш да го избегнеш и дуи. Не, апсолутно. Јас тука го сметам и албанскиот фактор, не може да биде извен албанскиот фактор. Ама тогаш ако е конзистентен, ќе излезе од владата одма од вреди. Ќе излезе и Максим, ќе излезе ако влезе дуи, ме разбираш? Па вреди една година нешто ЕУ неа ни спомна, беше рок 3 месеци, 2 месеци, 6 месеци и така натаму некој рок. Значи ќе ги славиме. Ќе напишеме дека
биле горди македонци, извонредно преговарале, исклучителна дипломатска умешност имале, треба и горди нека албанци да го има. откочат процеса. Очекувате ли дека треба ова горди може да албанци. биде пост избори локални, дека може да ни се случи отворање на устав? Дека ова може да биде бустер? Јас се надевам дека тоа ќе се случи, а дека верувам, Ама знаејќи премиерот ги вели овие доколку во политичари. Бугарија еден македонец нема во тој комитетот, Ама нема со прст да види, мрдна. ај прво да видиме што е тој комитетот. Колку тој има тежина, тој по јазик се води, не по етничка. Они не признаваат според устав етнички Океј, завршувам. заедници. Ја би сакал за други работи разговараме. Еве ова со една изборна единица. А отворени листи, макар и експериментално да направиме на локални Еве Ние во Албанија далеку. изборно. Ништо тоа не го Во прави. Албанија. Во Албанија има, кај нас Да. нема. И зашто? Очигледно нема ни да има, нема да уште се долго знае, време. брат, не знам што. Дайте за тие работи нормални цивилизацијски вредности и предности да зборуваме. Многу Цело вкусно, време дегутантно е Ристо веќе. Смит. А широка коалицијата, планот Мицковски заед со албанскиот фактор внатре. И дали после избори може да се случи бустер за отворање на уставот? Не, опозицијата сегашна која е, значи Левица, СДСМ, делот на села и ова е нели Европски фронт, тие треба да си гласаат. Консензус е тоа национален за придвижување на државата, што и да се деси. А нема што да влегуваат во влада, тоа кој е поентата, некој треба да биде опозиција. На крајот на криштата, оние претходните водеа влада 7,5 години со 60-62, па им паѓаше, па пак наоѓа 60. Кога имаш ти 70? Поделена одговорност. А не ти се дава власт. Јас немам власт, зошто мене да ми се дава? Тебе може не ти се дава. Не, сметам дека е правилно да си остане на крајот на криштата. Ова актуелна власт сега има апсолутно и квалитетно мнозинство, комотно мнозинство. Бадим Терот малце му е критичен. Ама Малце повеќе, али добро? кој работи пример во собрание би се гласале со Бадан Терот? Александр, таа широка коалиција ќе има одредено време, временски рок ќе има. И 6 одредени месеци, 9 реформи. Уста и постојано, нема избори. Видовме прво експериментално 2001 што ни се случи со широка коалиција, тоа е прва работа, која имаше широки и како настана. А второ, зошто на избори, човече, овој тераше 4 години со 67, овие со 75-78. Јас сум убеден дека за прв пат, ВМРО ДПМН ќе истера цел мандат од 4 години. Нема да има предвреме. Предвремени според вас нема? Не. И дали Без Мицковски 4 години ќе се дали утери. Мицковски ќе отвори устав после локални избори? Апропо ова бустер гаранции. Може би доколку се даде некаква рамка и објаснување и некакво евидентирање во Бугарија на зборот македонец. Затоа што да не забораваме, во Бугарија на попис имало македонци. Па има и кај нас 3000 и колку беа, и 4. Не, Бугарија. Бугарија. Ама во Бугарија имало 200.000 македонци и ги снемало. Па добро, имаме исто 122.000 пасоши македонци. Кратко. Тоа е државјанство. Велите нема, според вас нема парламентарни? Незирик Стера имаме ли 4 парламентарни на пролет? Јас не верувам дека ќе има парламентарни од причина што На пролет зборувам, после локални. да, зашто на локалните избори резултатот нема да биде охрабрувачки за ВМРО ДПМН да оди на нови избори. А ако доживее крак, вреди и пат ќе треба, дуи преголема победа? Може да има рокади, но не верувам дека ќе има предвремени парламентарни избори, зашто за да има треба 61 пратеник да се обезбедат во собранието, да се распушти собранието и да се прогласат тие избори, а тие бројки ги има ВМРО ДПМН. Со кој? Па Со или знам. со ДУИ или со Со знам има или со- 65. Значи има Знам сака ли избор? Неќе. Ај посока. а и со Кој сака? последните движења и рокади има ВМРО, мислам дека ги има тие 6 Да. пратеник. Сами. Така што од таа партија зависи. Дали ќе има, ако има подобри резултати од тоа што сега има пратеници, што не верувам, тогаш се можни тие избори, ако не ќе го Наумов, тера- да или не, тера- завршуваме, влеговме во терминот на дневник. Па или порано се зборуваше заедно со локалните, тоа дефинитивно нема. Сега се- Ще до година може, меѓутоа се зависи од локалните и знаете што сега има една поинака атмосфера. После Кочани, мислам дека атмосферата, луѓето малку повеќе молчат. Зашто јас зборувам И зборуваме тоа е за точно. поцивилизацијски И тоа е теми, точно. изборен на процес, изборни системи, нешто за тоа да зборуваме, затоа што да има здрави независни кандидати, јас ви гарантирам во Источна Македонија, не верувам дека добар резултат може да постигнат и СДСМ и ВМРО ДПМН, ако има здрави независни кандидати. Ама ниту системот им го возможува тоа, ниту природата на изборниот процес и мислам дека на овие избори, на локалните избори, поготово на истокот, ќе има
според мене Најголема грешка е луѓе што мешат абстиненција, локални значи, парламентарни или што парламентарните се користат као лакмус за локални. Локална политика е сосема нешто различно од централна. Сепак е показател на Ама ние правиме дека тоа е некаков презнак. Еве просто пример ќе ви кажам. Пример, ти можеш да гласаш цел живот хипотетички за ДУИ, да кажеме, или он да гласа за СДС или ја за ВМРО или како да е. Ако мене ми предложат кандидат кој знам дека нема да работи, дека не е способен, а од друга страна доаѓа некој дури идеолошки сличен или различен од мен, а знам дека ќе рамба. Ја на локално ниво, Ама тоа е наш идеал, извини. Сега Словенија, на парламентарни избори победува едни партии, на локалните Јанковиќ беше за листа. 300 години. Очигледно! Кај да се случи тоа, да не зависи. Така е. Очигледно премногу сме далеку од остварување на тој идеал, затоа што за жал сепак зависи од волјата на големите партии. Јас ви благодарам што вечерва бевте гости во 24. Беше задоволство. Почитувани, ви благодарам на вниманието.